Од извештајот на Државниот завод за ревизија произлегуваат многу прашања. Од извршената анализа за начинот на избор на видот и објемот на лекови, нивната набавка, аплицирање на терапијата на пациентите и е утврдено следното во извештајот. Констатирано е дека планот на клиниката не е резултат на доставени предлози од страна на стручниот колегиум, од причина што истиот не бил функционален во 2021 година и е изготвен планот единствено врз основ на историски податоци за потрошените количини на лекови. Од ова се создава состојба која создава ризик од субјективно и селективно определување на лекови за кои се одобрува условениот буџет, кое не е подкрепено на врз основа на стручна анализа и предлози и не е во согласност со членот 112 од Законот за здравствена заштита. Од ова се утврдило дека констатирано е дека стручниот колегиум, кој што е тело предвидено со Законот за здравствена заштита, бил укинат. Дали за ова знаевте? И ако знаевте, што презедовте? Дали побаравте повторно ставање во функција на стручниот колегиум по овој основ и бидејќи не е во согласност со членот 112 од Законот за здравствена заштита, што значи, доколку сте знаеле, јасно е дека требало да знаете дека е работено спротивно на закон, дали ова сте го пријавиле до институциите кои се задолжени за да ги испитаат овие ситуации. Втора работа, во клиниката не се донесени медицински протоколи, утврдено е, упатства, насоки, со кои ќе се воспостават правила и ќе се утврдат критериуми кои треба да ги исполнува пациентот за да прима биолошка терапија, ниту пак во оваа насока се носеле одлуки од страна на стручниот колегиум кој утврдивме дека бил вон функција. Имено во текот на истата 2021 година докторите сами одлучувале кои пациенти ќе примаат биолошка терапија, зашто одобрение давал единствено медицинскиот директор, без да се земе предвид дали клиниката располага со доволно количини на лекови за покривање на потребите на сите пациенти на кои што им била припишана терапијата. Не навлегувајќи во медицинската исправност, потоа на одлуките на докторите и не оспорувајќи ја потребата од вклучување на што поголем број на пациенти на биолошката терапија, која како нова терапија ја посакувале сите пациенти, констатирано е дека постои можност од препишување на лекови во количини за кои клиниката ги нема обезбедено и за кои не се одобрени буџетски средства. Со ова, како го коментирате фактот дека со ова медицинскиот директор се прогласил за семојкен во клиниката, кога станува збор за терапијата, изборот што ќе се набавува на лекот, но и тоа кој ќе ја прима. И за крај, наведеното од ова создава ризик биолошката терапија да не е еднакво достапна за секој пациент кому му е препишана и не е во согласност со членовите 8 и 112 од Законот за здравствена заштита, што повторно иницира дека е работењето спротивно на закон и повторно прашувам што вие сте презеле околу ова повторно кршење на Законот за здравствена заштита и дали ваквото законско работење сте го пријавиле некаде. Кога веќе знаевте дека не функционира стручниот колегиум, дали побаравте, уште еднаш ќе прашам, негово ставање повторно во функција и дали наидовте на отпор од страна на медицинскиот директор во тоа време по основ на ова прашање. Друго прашање, дали ви се познати термините стручни комисии за разгледување на случаите на пациенти болни од малигни заболувања и клиничка патека за дијагностицирање и лекување на малигни заболувања? Доколку ви се познати,
ќе ве замолам да ја образложите нивната важност. Во вашето излагање кажавте дека од извештаите сте забележале континуирано влошување на финансиската состојба, а и од ова сега претходно што го кажавте, сте забележале дека е тоа како резултат на лошото менаџирање со биолошката терапија, која секако е многу скапа и со незиното воведување почнале енормно лошите финансиски резултати, злоупотреби и на клиниката за онкологија, која во одреден момент, во моментот, изнесувале долговите и до 20 милиони евра. Па ќе ве прашам, што се знаете за набавката на биолошка терапија за лечење на онколошки пациенти и потребите на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија од 2019 година па натаму, и за да ги преземете сите тие активности за кои наведовте, дека сте го повикале актуелниот директор, сте му дале насока да изготви план за излегување од лошата финансиска ситуација, тој тоа не го направил па сте го смениле. Дали за ова добивте некаков вид на бриф, информација, барање за консултација во однос на набавките кои се имат одвивано на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија? И за крај ме интересира делот каде што кажувате откако сте извршиле промена на директор на клиниката, па потоа сте направиле проценка на ингеренциите на економскиот директор, утврдивте дека, кажавте дека започнале притисоците кон вашето работење, односно притисоци за смена ваша од местото министер за здравство. Кој лично врз вас вршеше такви притисоци? И дали, кога вие се гордеете со тоа што сте отпочнале една постапка за разрешување на криминалот, кој во моментот се одви сомнежи за криминално работење на клиниката, вие се гордеете со таквото работење, сигурно и владата која ве поставила требало да се гордее, но вие сте сменет и дали со тоа мислите дека одговорноста преминува на владата, односно премиерот, кој понатаму со тоа дозволил хаосот, криминалното и недомајчинско работење да продолжи?